Јас најпрво сакам да истакнам дека сум задоволен од реализацијата на експресниот пат кон Прилеп и на првата делница од Градско кон Дреново и на втората од Дреново до Фариш, каде што веќе е пробиен едниот тунел, се работи на пробивање на вториот тунел, се работи на рехабилитација на Плетвар, после долги години, 20 години немало сериозна рехабилитација на тој патен правец, така што Пелагонискиот регион го заживуваме преку инвестиции во патната инфраструктура и апсолутно сум задоволен и од динамиката и од тоа што го правиме на таа делница. Во некои од проектите се јавува проблем со косините, репроектирање, повторна експроприација и заради тоа еве споменав и во претходниот дел од изјавата, многу е важно пред започнување на изградбата на одредена патна инфраструктура да имаме добра и квалитетна техничка документација, заради тоа што потоа кога ќе влезе механизацијата на терен е многу потешко да се отклонат сите овие прашања кои што ќе се јават во тек на градбата. Но се работи за големи инфраструктурни проекти, не може секојаш се да се предвиди во делот на реализацијата на овие големи инфраструктурни проекти, се работи на пробивање на тунели, на пробивање на големи делници и траси, така што во тој дел сакам да потенцирам дека правиме се и во делот на еве најголемата криза, економска криза која што ни се случува по Втората светска војна, да сите проекти течат, таму каде што имаме задоцнување веднаш ги решаваме проблемите и продолжуваат проектите, но генерално сум задоволен заради тоа што во овој момент, во вакви околности во кои што живееме и работиме, сите проекти во делот на инфраструктурата продолжуваат да се работат. Очекувате ли така да остане и во текот на зимскиот период, особено мислам доколку дозволат временските услови со оглед на целата оваа криза што се случува? Па да, ние во делот на капиталните инвестиции ги задржуваме средствата и правиме притисок да се реализираат тие средства во најголем дел заради тоа што со тоа помагаме на домашната економија. Во делот на ковид кризата владата даваше подршка и на компаниите и на фирмите за исплата на плати, но освен тоа, клучниот и правиот начин да им помогнеме на фирмите да ги задржат вработените, да продолжат со своите инвестиции и реализацијата на проектите е да им дадеме, да им отвориме простор за работа и тоа го правиме и заради тоа еве гледате насекаде низ државата се работи на сите инфраструктурни проекти. И она кое што се јавува проблем при изработката на овие проекти, веднаш го решаваме, го надминуваме како прашање и проблеми и проектите продолжуваат да се работат.